Почитувам председавач со комисијата, почитувам заменик министер, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Ова е комисијата за образование, наука и спорт и во секој случај мораме да работиме колку и да не преовладават емоциите академски, пред се во интерес на учениците, затоа што многу работи во државата зависат од работата на ова комисија во однос на образованието, но многу работи исто така во државата и многу тековни процеси зависат од оваа комисија. Секогаш сум за академска дебата, каде што низ аргументи ќе дојдеме до решение кое е адекватно на секоја ситуација. Меѓутоа, за да стигнеме до решение, мора да има правила на играта на кој начин ќе дебатираме и како ќе го најдеме тоа решение. Оваа комисија мора да работи согласно процедури. И тоа пропишани во деловник, во Закон за собрание, во Устав на Република Македонија. За жал, имаме деловник кој треба да се доработува и многу одредби од деловникот не се доречени. Втор момент, оваа комисија нема собствен деловник со кој многу работи дополнително би се расчистиле во однос на работата, па затоа сме приморани да го користиме деловникот на собранието и често пати да правиме интерпретација на одредени членови, односно воспоставена пракса во оваа собрание. На крај на краишта, на крајот од денот, не смееме да си дозволиме во оваа комисија да носиме штетни закони за државата. Најмалку што смееме да си дозволиме е штетни закони за децата, односно за учениците. Тука може да се прават компромиси, меѓутоа јас никогаш нема да влезам во компромис што ги загрозува овие две клучни точки, односно постулати. Ке се вратам на процедуралното. Оваа точка на дневен ред е заглавена многу одамна. Истата е поставена веднаш после јавната расправа, некаде 17.5.2021 година. Значи, работиме со месеци и не можеме да тргнеме од нити да го усвоиме дневниот ред. Имено, на една претходна седница, 9.6.2021 година, побарав процедурално по член 88 председателот на оваа комисија, член 4, по завршувањето на говорникот, председателот на собранието дава подјаснување. И моето дискутирање за проблематиката околу новата концепција, која е усвоена на влада и за која парламентот имаше јавна расправа, одржана на 5 февруари 2021 година, од која јавна расправа многу јасно произлегува размислување од соодветни чинители, вклучувајќи ги дури и Академијата, МАНУ, вклучувајќи ги УКИМ и многу други институции. Концепцијата на самата јавна расправа беше така поставена да одредени членови беа предложени дискутанти од опозицијата, определени членови беа предложени од позицијата. И на тој начин можевме да слушнеме многу различни идеи. Да не должам, да не го узурпирам времето, говорницата. Заврши јавната расправа, на крајот мораше да усвоиме заклучоци. Затоа што тие заклучоци на некој начин треба да бидат патоказ на Министерството за образование во кој насоки да ги движат работите. Меѓутоа, тука наидовме на отпор. Иако во една од седниците беше договорено тие заклучоци да се изработат, тие заклучоци се уште немаме ни седнато да ги изработиме.
Не знам зошто е толку тешко да се изработат тие заклучоци, иако кога го наведов член 148, јасно кажува дека матичното работно тело подготвува извештај и го доставува до собранието заедно со предлог на закон во второ читање. Ова е извадено од седници на собранието, меѓутоа можеме слободно да го примениме и за јавните расправи, уште повеќе што јавните расправи воопшто не се спомнуваат во деловникот. Значи немаме никаква пречка, дури имаме обврска тие заклучоци да ги ставиме на хартија и ние како собрание да си ја завршиме нашата работа. Понатаму, Министерството, како ќе постапува по тие заклучоци, тоа е веќе одговорност на Министерството. И тука нашата работа ќе завршеше. Меѓутоа, влеговме во костец, кој е во право, кој е во криво. И моето процедурално е тука, во коментарот на председавачот, затоа што не ми даде одговор по член 148. Туку се повика на член 128. Не знам дали е техничка грешка или случајност, меѓутоа се повика само на став 2 од 128. При тоа, веќе ако председавачот со комисијата има должност да даде образложение, редно беше, ако се повикува на член 128, да го прочита и ставот 1, и ставот 4, и ставот 5. 128, став 1. Работното тело зазема став за секое прашање што го разгледува и поднесува извештај на собранието. Много јасно. Ова председавачот не сакаше да го види. Затоа се јавив на дополнително процедурално, за да ги расчистиме овие работи. Не е во ред да оставиме печаток пред јавноста дека се караме, дека нешто тука се случува. Не знам што, многу едноставна работата. Имавме јавна расправа, се договоривме да има заклучоци, владачките партии ретерираа и сега ќе ви кажеме една обична ситуација. И многу логичка. Точно, претходната министерка беше на таа јавна расправа. Меѓутоа, сегашното, актуелното раководство на Министерството, новиот министер, не беше на таа јавна расправа. Многу би му користело една таква папирологија, каде што ќе имаме јасни заклучоци и ќе го види ставот. Кој бил против, кој бил за, кои се аргументите, за да знаат дали е во ред или не е во ред таа нова концепција. Таа концепција не доведе да створиме криза онаму каде што не треба. Да створиме криза во едно сензитивно време, затоа што тука на некој начин ја вметнавме и историјата и сите сега на некој начин опозицијата стравуваме да не се ретушира историјата, владата не обвинува дека ги кочиме процесите. Тоа е таа ситуација каде што мораме да ја расчистиме. Ние сме академски луѓе, доаѓаме од академската заедница. Не смееме да дозволиме работите да останат под тепих, затоа што таман работа, ако не можеме да се договориме за најобични работи. Член 128, став 5. Се повика председавачот, меѓутоа не го прочита став 5. Извештајот ги содржи ставот на работното тело со образложение. Во извештајот се внесуваат и сите изнесени и издвоени мислења и предлози по прашањето што било разгледувано на седницата на работното тело. Став 6. Председателот на работното тело го подпишува извештајот и е одговорен за неговата веродостојност. Многу се јасни, дури и членот по кој председавачот ми одговори, иако јас зборев за 148, дека имаме можност, беше конструктивна дискусија, да се повикаме на деловник и врз правилникот кој го имаме како се води јавна расправа, каде што 10 пати се спомнува заклучоци од јавна расправа, ќе донесевме заклучоци и тоа е тоа. Дури на почитуваниот председавач му понудив опција, заклучоците не мора да бидат и усугласени. Може да бидат заклучоци кои ги кажала опозицијата, заклучоци кои ги кажала опозицијата. Па Министерството, сега новиот министер, ќе можеше да прочита наши ставови
спротивставени. Иако ставовите беа многу јасни по однос на концепцијата. Член 98, процедурално 3. Став 1. На пратеникот кој побарал збор да исправи неточен пренос, навод или наод, што предизвикува недоразбирање, председател ќе му даде збор реплика во говорот кој ќе го заврши оној кој ја предизвикал потребата од исправка. Веднаш после образложењето на председавачот побарав процедурално за да ги објаснам овие работи. И воопшто сега немаше да се јавувам ако ми беше дозволено накратко само да ги спомнам овие работи и мислам дека ќе, барем што се однесува до мојата дискусија, ќе беше завршена мојата обврска како пратеник да придонесам во оваа област. За жал, овој член беше прекршен и се даде процедурално на друг пратеник за тек денес да дојдам во ситуација да зборам, да реплицирам нешто што се случило во 5-ти месец. Процедурално 4, член 85. Председателот на собранието на пратениците им дава збор според редоследот на листата на пријавени за збор. На седницата 9.6.2021 година јасно кренав рака дека барам процедурално, иако не ми беше дозволено да одговорам веднаш после нодите на председавачот. Веќе наредната седница, 17.6.2021 година, иако на 9.6 дојдов на ред, се прекина седницата, на 17.6.2021 година ни беше доставен нов список, во кој моето име го нема. На кој начин сега да збориме за процедура, за однос во оваа комисија, кога повторно е прекршен членот деловникот? Едноставно не се водело адекватна евиденција кој кога бара процедурално и процедуралните почнаа да се креираат тековно спрема политичката ситуација, на кој ќе му се дозволи, на кој нема да му се дозволи. Реагирам и по овој член. Процедурално 5. Реагирам и по член 89. Став 2. Пратеник се пријавува за реплика на говор на пратеник на кого сака да му реплицира, се додека не почне да говори првиот пратеник што се пријава за реплика. Овде, за жал, настана еден хаос и хаосот повторно беше предизвикан од председавачот. Нова комисија, имено почитуваната професорка Давкова излезе на збор, си кажа што има, во цело се согласувам со нејзината дискусија, заврши со дискусијата, се јави пратеник од позицијата, заврши со дискусијата, тек тогаш председавачот најде за сходно да реплицира на професорката Давкова, иако таа не беше присутна во салата. Затоа беше нашата реакција и затоа повторно нови нервози, повторно проблеми во комисијата, едноставно почнавме да делуваме, како да кажам, несинхронизирано, хаотично. Ова не е начин да работи оваа комисија. Процедурално 6. Во тој хаос прекршен е и член 90. Говорникот е должен со својот говор да го почитува достоинството на собранието. Директно председавачот на јавна говорница, не знам дали беше прекината или не прекината седницата, ме нарече најневоспитан пратеник по цел парламент. Не е навреда за мене, лично, кога вакво нешто ќе дојде од толку спротивставена страна,
За мене е и само поттик да продолжам да работам во оваа комисија уште силно, по-добро во интерес на државата, затоа што очигледно нешто не е во ред со комисијата. Никој нема да не замолчи или да не уплаше или да ни се заканува ако ја браниме македонската историја и ако бидете сигурни нема да дозволиме во никој случај фалсификат или ретуширање на историјата, најмалку не во оваа комисија. Така да навредите остануваат за некој друг да ги прекоментира. Процедурално 7. Член 90 став 1. Говорникот може да говори само по прашање за кое се води претрес. Став 4. Од истиот член говорникот е должен со својот говор да го почитува достоинството на собранието. За жал, председавачот со комисијата многу често си дозволува надвор од сите можни процедури да си даде коментар и самоволно да ги толкува работите. Не можам да премолчам кога во еден коментар се даде процентуален однос колку проценти од дискутантите на јавната расправа дебатирале во интерес на новата концепција, колку спротивно на новата концепција. Значи, морате да разберете дека кога еден академик од типот на Владо Камбовски ќе ви рече во рете треба реформи, треба нова концепција, добро е што работите, ве поздравувам и ќе ви каже но треба да се преработи, во ниту една ситуација не смеете да го ставите во функција дека тој ја поддржува концепцијата. Тоа академско треба да се преработи, дури и од Владо Камбовски, кој има пак поблагопријатни коментари кон оваа проблематика. Треба да го сватите од тие лоша работата, од тие концепцијата не е добра. Дека треба да се седне и да се стварно доработи. Тие мали фалинки може да бидат голем проблем за државата. Не смеете вака паушално да давате толку проценти, рекоа така, толку позитивно, толку негативно. Тоа е тотално несериозен пристап за квалификација на една јавна расправа. Едноставно, тоа ви дал петка, ама факултетска. Треба да се јавите повторно на испит. Се надевам дека новиот тим во Министерството ќе има сенс за овие работи. Едноставно, влезени сме во лоша епизода. Ова не го заслужува државата. Овде мораме да излеземе од овој ќорсокак затоа што не може сега еден Ману да ви кажува дека треба да се преработи и дека не е добро, еден Уким да ви кажува дека професори од етнички факултети, од Штул, било каде ви кажуваат дека не е добра работата, вие тоа да го негирате. Едноставно, работата е пресериозна. Не ни треба во овие сензитивни времиња да долеваме оги на бензинот. Едноставно треба нова концепција или истата да се преработи и да тргне образованието во позитивни насоки. Никој не сака да не вложуваме во образованието. Сите знаеме дека образованието има слабости. Меѓутоа, тие слабости треба институционално да ги решаваме и ако веќе политиката не може, тогаш тоа треба да го направат стручни лица. Имаме отворен предлог од Ману, од Уким, тие да помогнат во оваа ситуација. Процедуралното 85 да не се прекинува говорникот неколку пати беше злоупотребувано.
92 упаѓање во збор на говорникот, вообичаена пракса во оваа комисија. Процедурално 10. Член 120. Поканата на седниците со предлог на дневен ред и материјалите што ќе се разгледуваат на седницата, председателот на работното тело им го доставува на членовите на работното тело по правило 5 дена пред денот на одржување. Да не задржувам, едноставно оваа комисија почна да работи без дневен ред. Не се знае кога ќе почне, кога е закажана која седница. Едно се пишува во информаторот на собранието, друго во групата која имаме интерна во комисијата, така да едноставно не може да се буквално следи работата на комисијата. Имам многу, уште неколку ќе бидам само и конструктивен. Може би најдобро е да се искористи член 1 од деловникот, став 2, работните тела во согласно со одредбите на овој деловник може да донесат деловник за својата работа. Воопшто не се потрудивме на оваа комисија да донесеме сопствен деловник, за да не ни се случуваат овие работи кои ни се случуваат и да може оваа комисија да работи. Да сублимирам. Едноставно комисијата не функционира, најмалку е битно кој е виновен. Основата за проблемот, според мое длабоко убедување, е концепцијата за образование. Доколку Министерството најде сенс да овие работи на некој начин ги малце коригираме, ги задвижиме, да се дадат јасните правци во која насока ќе оде образованието, работите би се подобриле. Повеќе од неопходно ни е деполитизација на образованието. Се понудија уким, ману, земете, искористејте ги тие можности, нека ги дадат правците стручните луѓе, најповиканите, најкомпетентните, не ги спорам нити кадрите од Министерството, нити бирото, меѓутоа кога атмосферата во државата е зоврена, едноставно некој мора да размислува со ладна глава. Многу битно за мене, доколку немате дилеми, без разлика дали по оваа концепција, по една концепција, излезете јавно со историската читанка и кажете ова е тоа, од кое нема отстапување. Не се плашете да направите учебник, не се плашете да го ставите Гоце Делчев на насловната страна, затоа што тој е икона на Македонија, тој е идеологот на современа Македонија. Се друго ќе си дојде по своето. Ако знаеме во која насока го движиме образованието, многу полесно ќе ги донесеме и законите кои се на дневен ред, ако треба и ќе се преработат, ако треба ќе се најде заеднички јазик во интерес на наставниците, пред се во интерес на учениците. Да не влегувам во материјална расправа по законите кои не следуваат, меѓутоа штетите што може еден случај да ги направи на несериозно однесување на еден наставник се несогледливи. Образованието има сериозни проблеми, сметките за струја во училиштата се неплатени и дајте да ги решаваме проблемите кои се наталожени. Едноставно, ново министерство, нов министер, нов помошник министер, ве охрабрувам да работите на оваа проблематика. Благодарам.